нашето училище, Средно земјоделско шумарско училище Ѓорче Петров, веќе неколку години, од 2013 година активно учествува во сите активности кои што се под Европска унија, под проектот Еразмус Плюс. И ние како училиште се гордееме на сите успеси досегашни, бидејќи нашата главна цел е се учениците и наставниците. Програмата на Националната агенција е Европската унија преку Еразмус Плюс е со цел до усовршување и стекнување на нови вештини на пред се учениците и нормално и наставниците. Значи, ова се и двата проекти кои што веќе цела година се спремаат, морам да кажам, од стручни лица во нашето училиште, бидејќи ние како стручно училиште се трудиме на нашите ученици, а морам да кажам дека се од цела Македонија, да му овозможиме до обучување, до усовршување и стекнување на вештини од сите струки кои што се застапени во нашето училиште. Главната цел на проектот е учениците во нашето училиште и нормално и наставниците да стекнат нови знаења за одгледување на мали фарми на магариње, првенствено за магарешко млеко. Во последниве, можам да кажам, 2 години се користевме со искуства и консултации од факултетот, земјоделскиот факултет од Скопје и земјоделскиот факултет од Загреб, бидејќи во нашата држава се дефицитарни овие мали или средни големи фарми на магариња за производство на магарешко млеко, кое што знаеме ние дека пред се има многу висока цена, но најбитно од се е дека знаат и нашите баби и дедоци дека е најздраво од сите. Европска унија со програмата на Еразмус Плюс овозможува на сите апликанти, во нашиот случај стручно училиште, земјоделско шумарско училиште, да спроведуваат практични обуки и до усовршување во веќе утврдени центри кои што се утврдени од Европска унија. Во тие центри има акредитирани обучувачи од Европска унија, имат посебни капацитети за сместување на учениците и нормално за одвивање на практична настава. Нашите ученици, јас сум горд на сите активности што ги спроведуваме, максимално се трудолюбиви, имаат желба да стекнат нови знаења и се надевам дека во понатамошниот живот ќе се изроди и идеја за предприемништво, па отварање на некој собствен бизнис во дадениот случај. Па јас не би рекол дека има нешто спорно, бидејќи нашите проекти, како и досегашните сите проекти кои што ги спроведуваме, се, како што кажав, за практична обука за ученици и наставници. И тие се максимално добро подготвени да се вклопат во нашето функционирање во училиштето, во нашиот наставен план и програма. Значи, сите проекти кои што се спроведуваат се како дополнување на нивните знаења и до усовршување кој што го овозможува Европската унија преку своите фондови. Овој проект со скратен назив Избере сирење исто предвидува практична обука и настава за 5 членки кои што се сите заедно вклучени во овој проект. Значи, со проектот се планирани 3 циклуси на теоретски и практични обуки за вкупно 76 ученици и наставници. Има 3 посебни локации кои што овие исто официјално ќе го дадеме како официјално соопштение од нашето училиште, бидејќи нашите проекти се максимално транспарентни, секој може да дојде да ги види. Во првата е планирано по 5 ученици и 3 наставници од сите членки во апликанти во оваа апликација за проектот, да бидат во 6-дневна обука за здравје и исхрана на домашни животни во ветеринарната станица. Во втората е предвидено во Крижевци, во Хрватска, исто така додат по 5 ученици и 3 наставници од сите апликанти, каде што земјоделското училиште во Крижевци има фарма за крави и поседува кравје млеко и сирење. Исто така училиштето поседува и лиценца за производство на познатото холандско сирење Гауда.
И третата е предвидена обука во Грција во 8 дена, исто од сите апликанти, по 5 ученици и 3 наставници, за да се дообучуваат за нови начин на производство на овчко и козјо млеко и сирење, и како се готви и сервира сирење, и како да се започне бизнис за производство на сирење. Сумите во сите проекти кои што ги спроведувало и до сега, и се надавам и понатаки, се претходно веќе и детерминирани спрема бројот на учесници. Така да во овој случај, што се кажува дека буџетот изнесува 125.000 евра, тој буџет, морам да кажам и во двата случаи, нити се дојдени средства, бидејќи се уште проектите се само одобрени, не се подпишени ни договори. Јас се надевам дека се ќе биде во ред за да успеат, бидејќи најбитно ни е да не биде на штета на учениците. Проектите се прават за учениците. Не може да стане збор за потрошување на некакви средства, не се ни стигнати.